Буџетот за 2023 година треба да донесе сигурност, стабилност и економски раст, истекна денеска премиерот Димитар Ковачевски на пресконференцијата на која го образлагаше буџетот за наредната година. Според Ковачевски, фокусот на предлогот буџетот е во неколку столба, односно справување со последиците од кризата и поддршка на најранливите, а исто така стабилен економски раст, поддршка и интензивирање на процесот на европските интеграции, како и транспарентност и отчетност, кои ќе се постигнат преку покажани резултати и имплементација на буџетот. Владината поддршка за справување со кризата секако ќе продолжи. Сите антикризни мерки за заштита на стандардот, дополнителната финансиска поддршка за најранливите, како и мерките за одржување на цените на основните прехранбени производи, обезбедувањето на пониска цена на електрична енергија во однос на пазарната за регулираните потрошувачи ќе продолжат и во текот на целата идна година. Од скупниот буџет за антикризни мерки се издвоени 250 милиони евра. За Ковачевски, стабилниот економски раст следната година ќе се обезбеди преку одржување на макроекономската стабилност и понатамошна фискална консолидација, како и преку капиталните инвестиции. За 2023 година проектирани се 52,3% повеќе капитални расходи во однос на 2022 година. Така во 2023 продолжуваме со инфраструктурни проекти кои ќе не поврзат и внатре во земјата, и со регионот, но и со Европа, и ќе обезбедат побрз економски раст и развој, генерално, но и подобри услови за развој на компаниите и бизнисот. Продолжуваме со изградбата на железничкиот коридор 8, изградба на клучни автопатски делници, рехабилитација на локалните улици, изградба на социјални станови и продолжуваме со проектот за гасификација на државата. Инаку сите бевте сведоци дека минатата недела веќе е завршен комплетно гасоводот од влезот на интерконекторот од Бугарија до Битола. Буџетот за наредната година е проектиран на 5,3 милиарди евра и е најголем досега.